Струмичката болница остана без 6 специјалисти. Сите заминаа во приватни клиники. Ова беше еден од насловите зад кои се крена најголема прашина оваа година, а настанот остана како еден од најчитаните во областа на здравството во Струмица. Оваа 2019 во заминување ја одбележаа зголемениот број на заболени од сезонски грип. Во периодот од 28 јануари до 3 февруари во Центарот за јавно здравје во Струмица биле регистрирани 176 лица заболени од грип, а на целата територија на државата за истиот период бројката изнесувала 1252 лица, информираа тогаш од Институтот за јавно здравје. Но не изостанаа и малите сипаници, иако како бројка не достигна врв. За Струмица да се вброи во градовите со алармантни бројки, иако на ниво на земја постоеше епидемија. И по 33 годишна рак рана на Струмичката болница, односно новото крило, почна полека да го добива својот лик во внатрешноста. На крајот од февруари беа поставени и првите елементи. Во новиот крак на болницата, што се простира на 6000 квадратни метри, се планира да бидат сместени сите хируршки гранки, хирургија, гинекологија, очно и ушно оделение. Има 8 оперативни сали и секој оделение ќе има своја сала за операции. Во стариот дел пак на болницата ќе бидат сместени невролошкото оделение и интернистичките гранки, доколку се оди според планираното. Тогаш болницата во Струмица уште повеќе ја засили својата улога како регионален медицински центар. Пациенти од Берово, Радовиш и од Валандово кои гравитираат околу нас, објасни тогаш директорот на болницата Наке Гогов. Како и претходните години, така и оваа. Најголем проблем според менаџерот на Струмичката болница е недостигот од лекарски кадар, што најмногу се случи во последните неколку години, како последица на заминување во пензија, но и во приватното здравство. Во Струмичката болница има вкупно 58 специјалисти, а потребни се најмалку уште 20. Од почетокот на март 5 лекари по општа медицина заминаа на специјализација, а минатиот месец се примија нови 6 лекари кои сукцесивно ќе заминуваат на специјализации. 2019 септември лекарите и медицинскиот персонал излегоа на протести под мотото "Стоп за насилство врз здравствените работници". Струмичките здравствени работници се приклучија на протестите кои се одржуваа во целата држава, а во организација на Асоциацијата на специјалисти и на млади лекари. Протестот следуваше по неодамнешните напади на лекарите и медицинскиот персонал во болницата Свети Наум Охридски во Скопје, но и во поликлиниката во Драчево, а напади имаше и во Тетово и во Кавадарци. Поддршка на протестот лекарите добија од министерот за здравство Венко Филипче, синдикатот на клинички центар, како и членовите на Сдруженијата на здравствените работници. Додека траеше протестот, никој од пациентите не беше оставен без здравствена нега во болничките оделенија, како и во амбулантите. Заокружувајќи оваа 2019, која изминува, здравствените власти од Струмица најавуваат дека со стартот на новата 2020 се очекува да профункционира и новото крило на болницата, а Струмичката болница да стане регионален медицински центар.